Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добро утро, најново издание на Живот на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Добро дојдовте, доктор Маљановски. Добро утро. Како сте? Добро. Денешната тема специфична, непријатна, но ние ќе зборуваме отворено на оваа тема и ќе им доловиме на нашите слушатели се што во овие 20 на минути ќе можеме да споделиме со нив во врска со темата трговија со луѓе. Доктор Маљановски, како се станува жртва на трговија со луѓе? Многу лесно за некој, а многу тешко исто за други. Зошто го зборувам ова? Заради тоа што жртвите се најчесто од женски пол, освен еден вид каде што имаме работно малтретирање, односно буквално имавме случаи во нашата држава каде што како робство. Значи, кога зборувам за трговија со луѓе, претежно се мисли само на трговија со луѓе од женски пол. Како се станува? Како место, односно држави кои што беа по потекло и каде што најчесто од каде што потекнува жртвите, односно жените, девојките, беа бившите држави на Источниот блок, односно на Советскиот сојуз, особено тука доаѓаше Бугарија, Руманија, после тоа имавме Молдавија и дел од руските држави. На кој начин се регрутира? Знаеме дека стандардот беше прилично низок во овие држави и најразлични скаути, поединци или агенции кои јавно се рекламира за вработување на овие млади лица. Пожелно беше да бидат поубави, помлади и им ветуваат најразлични бенефици, односно вработување во дел од западните држави. На атрактивни места, каде што би заработиле 10 или повеќе пати повеќе отколку што би заработиле во својата матична земја. Огромен дел од девојките, односно жените, сигурно не се привува, ги знаја лажните ветувања, меѓутоа имаше и дел кој ги прифаќа овие ветувања. Би сакал да споменам дека ова е навистина еден од најтешките видови на организиран криминал, кој нашата држава дефинитивно со своите законски прописи многу строго го санкционира. Патиштата по кои доаѓа овие девојки беа нелегални и кога се зборува за организиран криминал, значи вмешување на поголем број на субјекти кои учествуваат во него. Дефинитивно. Дел од овие субјекти се беа и граничарите, кои во почетоците на 90-тите години, односно транзиционите периоди, беа многу со можност за многу голема корупција. Исто така и преку најразлични нелегални прелази беа пренесувани во државите каде што имаше потреба од овие девојки. Девојките најчесто се бавеа со проституција. Целиот систем, односно ланец на формирање на овие групи е навистина многу комплициран. Меѓутоа, последната работа што и најважна, односно профитот, беше огромен. Од тие причини се појавија голем број на девојки кои заради тие ветувања преминуваа во западните земји. Една од дестинацијата беше и нашата држава, каде што после од кај нас преку соседните држави заминува во државите од Западна Европа.
31 31 332. Тоа е директниот контакт со нас од доктор Малјановски. Поточно ако имате некое конкретно прашање. Еве во светски рамки само. Наку со трговијата со луѓе се вели дека е најбрзо растечка криминална индустрија во светот со вкупен годишен приход од тргување со луѓе проценет на сума помеѓу 5 и 9 милиарди долари. Да. Навистина многу. Каков е односот на нашата држава кон оваа криминална активност, доктор Малјановски? Како што спомнав, нашите законски прописи, позитивни законски прописи го санкционираат ова дело и едно од прилично каде што можат сторителите, односно учесниците во ова кривично дело да добијат многу високи казни. Просечна казната се движи помеѓу 5 до 7 години и една од најсрекните околности во целата оваа ситуација е дека бројот на жртви од трговија на луѓе перманентно се намалува. Конкретно за нашата, Македонија, за Македонија. Веќе неколку години имаме отприлика бројка од десетина жртви што се откриени кои нелегално престојуваат во нашата држава. Системот за откривање е прилично разгранат и разработен. Јас во оваа прилика би сакал да споменам германската организација ГИЗ, која многу помогна во едукацијата на кадрите кои работат во спречувањето на трговијата на луѓе. Тоа е владина организација која со своите обуки, првенствено во Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи и другите субјекти кои учествуваат во разоткривањето на овие негативни појави, даде значен допринос во смалувањето на бројот на жртвите од трговија на луѓе. Нашите експерти се навистина обучени и во перманентните акции што ги има Министерството за внатрешни работи се откриваат жени, жртви на трговија со луѓе со нелегален престој во државата, кои дошле на нелегален начин во нашата држава и кои најчесто, како што споменав, се бават со проституција. Загрижува фактот дека жените, годините на овие жртви постојано се намалува заради тоа што, можеби вулгарно ќе го кажам тоа, дека понудата и потражувачката е за се помлади. Од тие причини нашата држава особено внимание обрнува баш на ова појава со мерките кои системот на заштита кој го имаме, првенствено преку царинските и граничните премини, каде што би можело барем во старт да се разоткријат овие жртви. Така. Ќе ве прашам директно, доктор Малјановски. Еве, познато ни е дека значи жртвите најчесто доаѓаат од страна од другите земји, ги споменавме веќе. Кои се? Има и некој список: Тајланд, Кина, Нигерија, Албанија, Бугарија, Белорусија, Молдавија, Украина, вие кажавте. Меѓутоа, дали од нашата земја конкретно имаме жртви на трговија со луѓе? Мислам дека ги имаме, меѓутоа многу малку. Имаме и внатрешна трговија со луѓе, мислам и тоа да го разграничиме. Заради тоа што дел, например, од девојки кои се пронајдени во некои од локалите во Западна Македонија, потекнуваат од Источна Македонија. Така да и тој феномен исто така е препознатлив и препознање го знаеме. Меѓутоа, за среќа наша, пак кажувам, навистина како едно организирано општество, се обидуваме на секој начин оваа бројка да ја намалиме. Сигурно нема да може да се елиминира 100%, заради тоа што се огромни профити во прашање. Овие жртви, покрај тоа што, например, прва држава каде што доаѓа, да кажеме, е Македонија, тие после тоа се препродаваат. И пак, кажувам, профитите се големи. Така, значи дел од нив остануваат евентуално тука, меѓутоа ние сме како транзит. Транзит, да. Така, за понатаму. Што е со трговијата со деца, со бебиња? Дали имаме ваков случај во нашата земја? Имаш некои појавни облици, односно аларми, односно најчести некои гласини. Меѓутоа, после истрагата што се спроведе во Министерството за труд и социјална политика,
Дефинитивно ние во овој момент можеме да кажеме дека немаме докази дека се случува такво нешто. Уште пред неколку години имаше некои гласини дека дел од децата што се даваат на посвојување служат во некои од западните држави како донори на органи. Нашата држава пристапи сериозно кон оваа задача и утврдивме дека не е точно, дека сите деца што се дадени на посвојување за наша среќа се живи и здрави и се наоѓаат во семејствата кои на посвоителите. Така да покри гласините кои дефинитивно се проверуваат, овој најсериозен облик на трговија на луѓе, односно продажба на органи, беше проверен и не беа утврдени и немаше докази дека такво нешто постои. Така. Да направиме и разграничување помеѓу шверцот со луѓе и трговијата со луѓе. Сосема две различни работи. Да, шверцот со луѓе, односно мигрантските бранови што ги има во голем дел од државата, а соочени сме со една огромна навала на мигранти од подрачјата кои се зафатени со војните, и е пренесување на мигранти од едно место на друго, нелегално пренесување, односно луѓе пренесување, се со цел да е како транзитна држава, односно Македонија да бидат пребацени до Србија или евентуално во други дестинации, односно други држави каде што би добиле некако фаза. Многу малку остануваат во Македонија. Ги гледаме, секој ден веќе се фаќаат овие трговци, кои за некои минимални средства ги пренесуваат овие луѓе во од одредени дестинации. Така. Значи, што се однесува до шверцот, тие луѓе плаќаат и продолжуваат понатаму слободно, така, за разлика од другите кои се задржани како жртви во заложништво. Така. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Се враќаме во Живот со доктор Маљановски, уште 10 минути пред крајот денешната тема трговија со луѓе. За време на изминатата декада трговијата со луѓе достигнала епидемични размери во светски годишни рамки околу 42,5 милиарди долари, а Обединетите нации проценуваат дека приближно 2,5 милиарди луѓе од 127 различни држави се продавани ширум светот. Од јули 2007 Република Македонија ја ратификува Конвенцијата на Организацијата на Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал. И сега, што се однесува до што споменавте, доктор Маљановски, всушност за робството, дека сме имали и таков случај што исто така представува трговија со луѓе во нашата земја. Така е, нелегално престој во нашата држава беше откриено на случај да млади дечки бидат ангажирани, односно бидат злоупотребени во работи во земјоделието, апсолутно непријавени и буквално беа донесени на начин многу сличен како трговијата со луѓе. Така. Значи постои можност, тоа е современо робство. Така. Не бе ограничена слободата на движење во рамки на семејството каде што работеа тешки физички работи. Еве тука ќе споменеме дека во член 418 за кривичното дело за основање робски однос и превоз во робски однос е предвидена казна од најмалку 5 години. Така. Дали ова мрежа е развиена? Да, не е развиена, откриена е, разбиена е. Така, точно е, откриени е луѓето кои го организирале ова и мислам дека е донесена правосилна судска пресуда. Знаете, овој облик на робство не е својствен за европските држави. Ваков облик најчесто се појавува во азиските држави, особено во државите каде што навистина бруто националниот доход е многу низок и каде што најчесто девојките и младите жени се жртви на овој вид на трговија. Свесни сме, барем од печатот, што го слушаме и го гледаме, каде што луѓе работат за некои навистина минимални средства, во мизерни услови, во подромски влажни простори, наведнати на машина за шиење или нешто друго,
каде што работното време не е ограничено, огромно, долго престои тамо и каде што материјалната надокнада е навистина мала. Не е својствен, зборувам за нашата држава, меѓутоа како појавен облик го имавме. Така. Да се вратиме повторно на жените, девојките жртви на трговијата со луѓе. Каква е улогата на јавните установи, центрите за социјална работа во нашата земја? Да, многу значајна покрај Министерството за внатрешни работи, центрите за социјална работа како глобален, односно орган за старателство, ги застапуваат интересите и начините на совладувањето на сите пречки каде што имаме деца. Значи деца, зборувам жртви на трговија со луѓе под 18 години, најчесто од женски пол. Што значи тоа? Органот за старателство ги застапува интересите на детето се до моментот додека се одлучи што понатека. Што се одлучува што понатека? Враќање во матичната држава. Зошто е ова битно? Заради тоа што најчесто периодот откако ќе биде откриено до моментот на враќањето, овие деца треба да се санираат, односно да бидат сведоци во некаква судска постапка ако треба, или да бидат здравствено санирани, или најдруг начин на здобивање со некакви дозволи, пасош, кои најчесто го немаат, кои е најчесто кај сторителите, заради тоа да не можат нити да излезат, нити да го напуштат местото каде што се стационирани, односно каде што ја обавуваат својата работа, која најчесто е проституција. Така. И сега додека трае целиот тој процес, предпоставувам девојките се заштитени, предпоставувам во скривалишта некои, кои што едноставно не сме никој да дознае каде се наоѓаат. Во Македонија има скривалиште, шелтер центар за жртви на трговијата со луѓе, кој се чува во навистина голема тајност. Заради тоа што заради запретените казни, односно можните високи казни, огромниот профит, што јас би сакал во оваа прилика да споменам дека барем некои информации имаме дека за една девојка во текот на денот заработува по 1000-1500 евра. Ако тоа се подели, односно се помножи по бројот на денови во месецот, ќе видите за какви енормни суми на заработка се работи. А исто така запретените казни кои се релативно високи, сторителите на секој начин ќе се обидуваат да ги пронедат и да ги замолчат, односно постои реална можност, например, да дојдат до некои тешки телесни повреди, се закрнуваат и така. Од тие причини нашата држава го формира овој шелтер центар. Шелтер центарот работи 24 сата во текот на целата година и таму престојуваат жртвите на трговијата со луѓе, додека се заврши постапката за евентуалното нивно враќање. Во најголем број на случаи тие се враќаат во матичните држави, во нивните семејства. Процедурата е релативно комплицирана, но во секој случај брза. Првенствено се гледа на нивна психосоцијална поддршка, здравствената поддршка, каде што се вклучува Министерството за здравство, да се санираат евентуалните повреди кои ги имаат и здравствените прегледи од можните венерични, кожно-венерични болести што може би ги имаат. Дали трпат и физичко насилство овие? Апсолутно, да. Знаете, вариациите на насилствата се близко до разум, мислам. Тоа е страшно нешто, од сексуално, кое е помешано со физичко насилство, се со цел да се добијат поголеми средства. Единствен мотив е профитот. Значи, парите, врз кои заработуваат овие луѓе. Од тие причини, велам, пак казните се прилично високи, заради тоа што тоа е организиран, тежок организиран криминал, транснационален, вклучени се доста луѓе и корисници се многу луѓе. Една од полемиките во нашето општество беше и легализацијата, односно легализацијата на проституцијата, што кога се договаравме ќе требаше да ја споменеме. Така, дали тоа значи дека во таков случај би се намалило трговијата со луѓе? Јас сум против легализацијата, заради тоа што кои се аргументи за, а кои се против.
Аргументи за се е контрола, здравствени прегледи и евентуално некаква локација и нивно обезбедување на овие жени. Од друга страна, аргументи против се постојаната барање на нови лица, постојаното барање на млади лица. Ние и денеска ја имаме здравствената контрола. Апсолутно сум сигурен дека во Министерството на внатрешни работи постојат регистри каде што редовно се обавуваат здравствени прегледи на лица кои се од ризичните категории на луѓе. Учествува во едно истражување кое и од тие причини го кажувам. Значи, лекарските прегледи се обавуваат. Јавните куќи, како нешто што е најмодерно, меѓутоа што не е легализирано, ние можеме да кажуваме, меѓутоа се знаат ако се избројат, многу се мал број на држави каде што е легализирана проституцијата. Многу е тежок, еден од најтешките видови на организиран криминал е секако проституцијата, каде што огромна пара се врти. И јас дефинитивно и од морални, и од етички, од семени вредности сум против за легализација на проституцијата. Може би во некоја следните емисии ќе посветиме малку повеќе време. За жал, нашето време за денеска во живот истача. Ви благодарам што бевте со нас. Молам. 9 часот и 30 минути, тука завршуваме. Радио Слободна Македонија, Трговска радиодифузно друштво, уредник и водител Рашела Гинова Карафиловски, датум на емитување 27 јануари, техничка реализација Далибор Зафировски, продукција Радио Слободна Македонија. До слушање. Секоја среда во 9 часот со доктор Крста Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.